И тука ќе им го видите паметот, мислам дегутантно комплетно. Не знам што да кажам. Значи нека цени публиката и народот сами, една демохристијанска партија која наводно објави мораториум на нападите кон нас, на ден христијански најголем празник, објавува deepfake вест дека наводно тоа е немаврска, нема таков мејл, не постои таков мејл. Но тука ќе им го видите паметот. Значи они се друже од Нови Завет фарисеите практично. Тие што го распнале Исус. Тие се они и нивното лицемерие, гледаш, он подава рака јавно, а тајно дава директива. Не само тоа, не знам дали гледавте утеков на кампањава, кај Љупче Златев, фамилијата ми ја черече, малолетни деца ми избореа со тој идиот од Ивица Боцевски. Тоа се ненормални луѓе и не знам, ја не останав борчлија ни за арно, ни за лошо у животот. Старозаветен сум за тоа, не вртам образ. Ќе им вратам кога тогаш, ама ги премина сите човечки граници. Мислам, ги преминуваат, они да. Гнасно, одвратно, долно, мислам, кога ќе помислиш дека нема дно што може да опоминат, Мицко се надминува себе. Немаат граници, немаат линии кои што не се спремни да ги поминат, да ги погазат за да го искористат моментот да докажат дека за нешто биле во право или за нешто дека другиот не бил во право. Јована денеска, нашата генерална секретарка, идната прва наша пратеничка. Видете го конгломератот, значи тоа ти се друже 10 ешалон у време на Грујо. Тие што не можеа да стигнат до центар за комуникација или до PR стратегија на врата што стоеја, сега ги вадат сите нивни гнасотилаци, фрустрации, колку они можат да му се улижат на лидерот. Видете колку гнасно го вреѓаме, па си го. Таква шалабајзерска структура, поданичка, не знам како да ја наречам. Одвратно, мислам да не грешиме, душа е голем ден денеска, ама мислам дека е дегутантно ги помина сите. Не, да не грешиме душа, но мораме да ги кажеме работите. Ние нема да измислуваме ниту да лажеме, ние ги кажеме работите како што се. Они имаат една погрешна филозофија, претпоставувам, не низ нивната, низ собствената работа да го градат. Они не градат авторитет базиран на нивната работа, на нивниот труд, тие градат авторитет на база на тоа оно е лош. Затоа сум јас добар. Не знам до кај ќе стигнат со тоа. Па нема да стигнат повеќе. Мислам тоа е како филозофија на владење, утре ќе направат влада. И како филозофија на владење, секогаш ако биде другиот лош за они да си го сокриет собственото. Да, они ќе одат на линчување. Еве уште сега се гледа како ќе владеат. Ќе линчуваат, ќе черечат, ќе се вратиме во едно време кое мислевме го надминавме, ама гледаш 10-тиот ешалон. Ема сега оваа теза на Апасиев утре ќе биде спинувана и извадена и ќе биде кажано као Апасиев ги поддржува СДС, ама збори дека ВМРО се реши. Да. И како ќе одговориш, но? Ма не одговарам више, нема што да одговарам. Ќе одговарам од собрание, ќе видите кој се бори за Македонија у собрание и тоа у првите 100 или 200 дена, затоа што имаат дил да го менјаат и устав и све. Не, имаат. И со знам, и со овие вреди, па и јас ова знам, кажа, нели наводно плукање меѓу Мицко и Али, мислам дека има некој договор. Моите информации говорат дека се на линија они со груби практично и дека многу лесно вака у секунда може да направат влада они. Затоа што таму има и провомровско крило, условно кажано, во самата ДУИ. И зависи сега како ќе се кој ќе им биде. Од друга страна, па овие отидоа многу необалистички, знаеш. Видите им ги платформите на вреди, на таравари, на овакво. Отидоа скрос десно. Тие се поголеми учки сега, од учкиве се понашаат. Јас секогаш тоа сум им го зборел. Викам, не можете да победите УЧК на нивен терен. Вие треба кон лево да инклинирате во смисла да кажете дека секој второ дете од Полок, што е албанче, се раѓа у Швајцарија, дека у Шипковица, кај што беше штабот на УЧК, во 83-та имало 120 првачиња, сега има 20, ме сваѓа. На такви, ама не разбираат. Мислам дека се 19 вековни концепти за туцани, онака примитивни и останати се генералното таравари, ако гледаш вака као Не, ама таравари да отрнеме на страна не е единствен. Генерално политиката во Македонија е 19 вековен концепт.
Значи, тој концепт на политика се тера, кај нас не се тера политика у која што ние нудиме проекти иднина или нудиме нешто исправање на некои неправди, ама со конкретни чекори, со конкретна програма. Ние имаме национализми, имаме браници, ќе браниме ќе ова ќе. Чекајте малку. Како ќе браниме да не се како ќе браниме да не ни се иселуваат луѓето? Ништо не. Освен декларативно. Кој што одбранија попис, кој што одбранија двојазичност, кој што одбранија промена на име, промена на име или рамковен на време. Да. Така да само фотелите им се битни, тоа се бизнис буржујски партии, така и ги ослобуваме ние. Апсолутно. Чорбаџиски партии, ние аир од чорбаџи никад не сме виделе. Сега класичен врховизам е. Да, класичен неоврховизам и необализам, тоа е многу лош спој и затоа иако сакам, како беше по природа, сум оптимист, ама гледајќи како ги гласа народ клиентелистички, по општество станувам песимист, затоа што не мислам дека ќе биде подобро. Дај Боже да грешам, ама не мислам дека ќе биде подобро. Мора да биде подошо за да почне после да биде подобро. Ја не можам да не дам логиката на денешниот deepfake. Не знам ни ја. Ничем изазван, знаеш. Не само ничем изазван. Значи, оние кои што цело време шпекулираат околу бојкот на вториот круг, во суштина се ВМРО да помага. Еве сега Дуи ќе бојкотира. Сега по колата го правевме муаветот со еден мој пријател. Вика колку се глупи, брат. Може сега да му текне на таче да прати ваква циркуларка. И дури и да му ја пресретнат. И да ја објават. Знаеш тоа со волкот. Има волк детето и после не му веруваат. Него нема да му веруваат, а таче има мок реално да ги избојкотира, така? Ако он даде директива над голема партија, има мог да ги избојкотира. Или Дуи исто така има мог. Значи они со ова сакајќи да му наштетат на Абасиев си пукаа у нога и нивните политички опоненти можат да ги сјебат. Па да, ја тоа уствари не можам да го разберам. Една циркуларка. Оние кои што цело време земи едно ливче, не земи второ и готово. Тоа е тоа. Оние кои што цело време шпекулираат со тоа дали ќе нема цензус идеме па на ново, знаеш, па на ново ќе се кандидираат, па на ново. Тоа поди во прилог на нотери ќе собираат, знаеш, ги излажаа луѓето собираа потписи како за пописот, кај нотери и после тоа со 30 пратеника ја кандидира. Имаше една вест дека Димитар Апасиев му дал подршка на Стево Пендаровски за вториот круг. Тоа е оној дебелјуцо, Љупче Златев, тоа е недобро. Добро. Тоа не е точно. Како е точно? Ја знам Стево од Вошка подоле него Симнов. Јас тоа што сум го гледал, имаше и мајца Вошко А Стево едва чека сиромашкиот да си отиде у пензија. Не се ни замара, гледаш каков е слабокрвен, слабодушен, не знаеш одно. Оти неа поддржав Силјановски, автоматски направив грешка, го поддржав Пендаровски. Тој е ненормален човек, мислам. Не, вие кажавте, еднаш кога ја поддржавме Силјановска, погрешивме. Погрешивме, апсолутно. Зошто погрешивте? Што се случи потоа? Па затоа што сега ќе ти кажам, се јави тогаш. Оној бе, како се вика од Алфа дебелион исто што се мести за амбасадор у Германија. Тој беше шеф. Горан Момировски. Тој Горан Момировски. Уште е, сега е. Тој е брат. Да, е. Баба ме викаше од сите вери надвер, не знам како. И се јавуваше тогаш, а не само тоа, јас немам проблем лично со професорката, она ми го има бројот, јас си го имам, ние имаме однос на почит до ден денешен со неа, сваќа. И ми вика, ќе дајате ли поддршка? Викам да ви име услови, брат, не сум ја фирерот, па сега полека ќе дојдете, ќе испреговараме. И дојдоа, тогаш не беше седиште кај грчка амбасада, дојдоа прием кафе се. Ја цел президиум го собрав, 6-7 луѓе, они тројца и разговараме оно, ќе дадете ли поддршка и на крајот заклучуваме ние на президиум, да, ќе дадеме поддршка, биејќи сметаме дека Пендаровски е лош председател. За нас Пендаровски е НАТО инсталација, тука и Сорос инсталација и ние сме анти тоа и да, ќе дадеме. Даваме ние, иде втор круг и Силјановска освојува 60.000 гласа плюс. А тогаш Левица беше во подем. Еве, јас не викам дека се сите 60.000 наши. Еве пола нека се наши. Бидејќи ние една година после тоа освоивме 37.000 гласа. Да. Практично луѓето кои нас не следат и кои заложуваме кредибилитет, доверба, не слушале, така сме им рекле ние јавно гласете за оваа кандидатка. И веднаш после тоа јас добивам забрана од Момировски таму да гостувам на вакво и он ми се правда мене. Друже, не е до мене, лично шефот нареди,
си го засенувал, ово, оно, знаеш. Да, истото, добро го знаеме Дека тој. твоите има 200.000 гледања, неговие 20.000, знаеш. Точно е, тоа. Добро, ја за сите имам разбирање, еднаш тоа. После тоа, Миленковци, Латасовци почнат да ме вреѓаат организирано, Љупче Златевци, компанија, Куртон Медиуми, стара, она, багра. И тоа беше благодарност од демохристијаниве за наша поддршка. И како сега ти на такви луѓе па да им дадеш поддршка? Ама дадовте Ја до и за вчера, локалните бев втор круг. убеден дека ја лично, без да повикувам, ќе заокружев број 2. После ова денес, курац им цртам или не зијам ливче, етика. Ова е од сите вери надвор. Ова е дно над дното, мислам, не знам. И толку е лош тој deepfake, тој мејл, што се познава, прво се познава по... Прво, ја ВМРО-вците не ги викам ВМРО-вци, ја ги викам ВМРО-иди. И они у собрание ми се лутат за тоа. Никад ВМРО не сум ги рекол. Оти викам, ние сме левото крило на организацијата, вие сте ДПМН е само. Ме сваќаш, значи има таму, они се обиделе стилот да ми го копираат. Ама не, значи прво што е напишано практично толку им малку фаќа мозокот, неписмено е напишано. Па не писмено, знаеш кој му е шеф на Да, знам кој ти ги го пишува. кажеш тој како го Да, викаш. со посебни потреби. Со посебни потреби. Прво е неписмено напишано, бидејќи толку е писменост у таа екипа. Втора работа, deepfake-от се познава горе, кој што треба да Не го стои на забележав ДА, тоа. Јас тоа е знам надвор да што сум од напишал, центар. да. Надвор од центар изместено е, значи Да. не се ни потрудиле да го направат како што Ја треба. не се